Се враќаме во студио со нашите гости. Ние убаво си се освижевме со производите на Стокомак, се напивме кафенце, се подкаснавме нешто, верувам и дека вие тоа заеднички со нас го правите. Во овој дел знаете дека ќе ги прашаме нашите гости, всушност ќе им дадеме да излечат прашања кои што верувам дека и те искрено ќе ни одговорат, па да видиме какви прашања имаме денеска. Повелете, докторка, извлечете си едно. Не се ништо страшно. Мишел, ќе мораш да ми помогнеш, едно за тебе и едно за госпоѓата Весна. Јас, фала. Джентлменски Нормално. Ајде, докторке, вие какво прашање имате? Прашањето, која е твоја новогодишна желба? Ова прашање од денеска, па во секоја емисија ќе го поставуваме на еден од нашите гости. Да. Сега ни доаѓа такви празници, генерално. Точно, да, пред новогодишна е атмосферата и нормално дека сите имаме новогодишни желби. Ова за ќеркиве мој најмногу е актуелно, пошто они се така, еуфорија, Кој е возраст? Дедо Мраз, они се 12 годишни и мислам актуелно ги напиша ли веќе писмата за Дедо Мраз? Да, ги напишавме писмата и ги пративме на оригиналната Сега само се очекува да стигне Дедо Мраз, само да стигнат поклоните, да. Што се однесува до мојата новогодишна желба, мислам да сте здрави, да сте живи. Да сум нормално, да сум здрава, среќна, исполнета, најмногу духовно да речам, да имам повеќе професионални успеси. Така. Ангажмани повеќе исто така, повеќе патувања, тоа секогаш ми е моја најголема желба, ми се патувањата, меѓутоа сум ограничена како со време, така и некогаш со можности. И семејството. Така. Да се оствари се во новата година, ви посакуваме. Благодарам. Мишел? Ако те претворат во принцеза или во принц, кој сакаш да бидеш? Па во принцеза секако дека не те личи. Секако дека не ме личи, да, во принц, па не сум размислувал. Како дете, кои ти биле омилени ликови? Имаш ли нешто што... Немам некоја позна. Восписалите принц, за да може би имаш соодветна мок, нешто да измениш или да направиш нешто како супер мок. Супер моќ. Па ако како принц би имал некоја супер моќ, нека ми го доделат мене тој статус да решам многу музички работи и проблеми во држава, културата да ја кренеме, ама да бидам онака пак принц, ама невидлив принц, кој ќе среди работата и без неја не ми е некоја сатисфакција да дам така. Его дојде принцот сега ќе реши работата, само скришно да ја решиме работата. Позадински така. Позадински дефинитивно. Браво, Мишел, убава желба, а Весна на вас како прашање имате? На која домашна слава најдобро сте си поминале? Веројатно семејните слави на дедо ми и баба ми, покојни се сега и двајцата, меѓутоа Свети Никола им беше нивна куќна слава и тогаш се собиравме целото семејство. Не, наследи не ја превзема некој од вас. Обично тоа дело кај машкото, така што јас сум од мајка ми страната. Меѓутоа ете уште мислам се собираме. Мислам дека и генерално во Македонија едно најголемите слави е Свети Никола. Да, и во регионот Свети Никола баш слава која се слави повеќе дури во смисла на собирање на целото семејство и поблиските пријатели, дури повеќе од оние Божик, Великден, новогодишни празници, некој друг концепт на прослава, мислам Свети Никола, баш деновиве, нели, одмина веќе празникот да се зборуваше дека можеби и треба да биде ставен во календарот како национален празник, да. Па навистина нема секоја втора куќа, мислам дека па да, или за некаде. Да, така е. За Свети Никола се вели или ја слават и дадам поддршка да биде тој национален. Добро, ајде да одиме со фотографиите кои што нашите гости сака да ги споделат со нашите гледачи. Да започнеме од докторката која што е мојата десна страна. Докторка, еве ова е. Да, ова не е фотографија од клиника за пластична реконструктивна хирургија. Тука сме на почеток на една оперативна интервенција. Се спремаме за влез во сала со две помлади колешки, специјализантите на пластична хирургија, доктор Тамара и доктор Рончева. Ете така изгледа на подготовска пред операција. Да, точно, предоперативна подготовка за интервенција. Оваа слика е стара, 2018, ја избрав, бидејќи и уште имам фотографија 2019 исто така.
Двете години во Истанбул се одржи САПС конгрес, тоа е Интернационална асоциација за естетска пластична хирургија. Во скоп на двата конгреси двете години имаше евроазиски курс и ги издвоив зашто тогаш кај мене се реално роди желбата за естетиката, бидејќи курсевите беа посветени на естетските интервенции во предел на лицевата регија и вратот. И некако тогаш најмногу тоа ми беше инспирација за да почнам посериозно да размислувам и да се занимавам со естетската хирургија, естетска медицина. И од тие причини ги издвоив. И другата слика е исто само наредната година. Па и ве можете имате можност со вие конгреси, со вакви работи да патувате, да ни ги носите тие новости од светот и кај нас. Има патувања многу, има конгреси и во блиска наша. Дополнителни едукации. Имаме и тука во Македонија, во Скопје се одржуваат често како работилници, воркшопови се организираат исто така. Србија ни е достапна, Бугарија исто така. Мислам Грција се достапни. Ова е исто така од оперативна сала. Вака изгледа еден зафат во оперативна сала. Точно, како се одвива операцијата. Ова ни е еден од нашите анестезиолози, доктор Кишман и докторка Ермира, со која што често работев изминатите години. И ова издвоив колаж една... Како колаж? Да, една фотографија од моето семејство, девојчињата и сопругот. Ова се фотографии од патувања, зимовање. Јас сум фан за зимските одмори, за зимските спортови. Каде ходите зимово? Не одлучивте? Традиционално и секоја година ние одиме на Стара планина. Таму одиме на скијање, викендите обично на попова шапка, ако има снег. И се надевам... Па еве, најавија пренеши. Најавија, имате простор да посетите и Попова шапка, и Маврово. Веќе има многу снег и на двете дестинации. Да. Така е, добре, ајде да одиме со фотографиите на Мишел. Ова е Сиеста. Така. Една моја драга инструментална композиција. На сликата сме заедно со десно Васко Тодоров, Тошо Малерот, Дац, Игор Џамбазов и Марија Лазарова. Лео и ми е особено драго што успеав да ги соберам сите заедно на еден мој видеозапис и прекрасно искуство со сите. Како е искуството со нив да се соработува, сепак се тие нели великани, така звучни имиња? Тоа се едни прекрасни луѓе со кои се договорив буквално со еден збор. Така. Се договоривме прецизно за кој термин кој кога треба да дојде. Ни една минута никој од нив не доцнеше. Да. Со еден збор се договоривме да дојдат на промоцијата на видеоспотот. А ми беше особено битно да присуствуваат на видеоспотот, бидејќи тоа е еден тим кој соработувал со мене. И тоа баш буквално се сеќавам на Васко му сега. Викам Васко вака и вака на 19-ти промоција. Чао, се гледаме, ми спушти толку. Викам Васко нема да дојде. Васко прв таму. Џамбас дојде, Дац дојде, сите се собравме и ете прекрасно искуство и ми се пример како треба јас да функционирам во животот понатаму и не случајно се тоа што се. Ова е една фотографија со Лидија Вукичевиќ. Многу позната. Да. Актерка од соседството, меѓутоа и на многу генерации, со сите оние серии кои што можевме, а и филмови на филмското платно, каде што можевме во најразлични улоги да ја видиме. Ете така. И ден денеска е убава жена, да? Да, ова е една фотографија од после настан, односно ни има театарска премиера. Моја беше музиката во таа представа. Видете така, ова е една слика од наша дружба во еден од рестораните кај нас овде во Македонија. Ова е една од последните мои слики, најнови слики, заедно со, можам слободно да кажам, кралицата на македонската народна и ново компонирана песна, Виолета Томовска. Голем поздрав до неа, брилијантна преработка, секоја чест. Ви благодарам и ми е многу драго што ете заедно со Александар и Дац добив покана да учествувам на таа прекрасна. Така. И ми е особено драго бидејќи станува збор за поводот за оваа песна беше незиниот 80-ти роден ден и секоја чест
Нашата кралица е во топ форма и сум навистина пријатно изненаден како она звучи на 80 години и покрај тоа имав таа чест да отсвириме нешто кое го има создадено Милан Завков, легендарниот Милан Завков. Во честа на Милан Завков. Ми особено драго што мене ми припадна два извонредни поводи да отсвирам. Така, ова е. Сега ова нешто? Тоа е најново, како со Јана Стојановска, нашата позната актерка. Создадовме едно ново музичко парче со наслов Весник. И тука пееме заедно, јас и Јана, ете ме натера да бидам како вокал во таа песна покрај нашиот музички дел и ми е особено драга. Едно ново искуство. Нашиот препознатлив Караман, куќе во градскиот парк. Да, Караман сега тука се најде случајно или намерно го донесовме специјално. Ова е куќе на Ико Каров, режисерот. Огромен поздрав до Ико, сите знаеме што тој одгледува и како, така да. Така и се погриживме ова куќе да биде дел од нашиот спот и секој ден ме прашува од каде е куќето и како стигнало. Ова е втора фотографија исто така од градскиот парк заедно една од сцените во нашиот спот. Добро, тука не си само музичар, и глума, и пееш. Ова ти навистина нешто ново, дефинитивно. Добро, ова е една од последните фотографии со Раде Шербеджија на една од последните дружби каде што заедно со Јана присуствувавме на Пред дождот премиера и после тоа заедно со Раде отидовме на дружба и така и следуваат убавиот јубилеј кој исто убаво беше одбележан во Македонија. Дефинитивно и ми е особено драго и за брзо ќе се дружиме на неговиот концерт на Раде Шербеджија. Да. Особено драга фотографија заедно со кралот на ромската и македонска музика Ферус Мустафов, лево е Џамбо Агушев. Најдобриот трубач на светот, дефинитивно, и ми е драго што снимам веќе втор солистички албум со него, а за кралот сите знаеме, нема потреба многу да зборам. Првите почетоци ми се со Ферус Мустафов, првите настани и настапи во Белград, во Србија и многу ми значи што започнав со него. Многу научив, дефинитивно. И ова е една моја фамилиарна фотографија. Брат, татко ми, мајка ми, голем поздрав. Кој ви е најголема поддршка од оваа четврка? Сите, нема, значи максимална поддршка добиваме во на што го работиме и ми е особено драго и поздрав до моите кои во моментов се дома и не гледаат. Така, и ова е уште една фотографија, ова е на мојата прва промоција во 2015 година. Заедно со Ферус и така ми е особено драга, бидејќи присуствуваше и имав можност он да одржи краток говор за моите почетоци. Да, одлично. Ете, убаво, ќе ти остане во убави сеќавања. Ова е сега исто од најновата представа, каде што режисер е Весна Петрушевска. Така, на 25 е премиерата за представата на Весна Петрушевска, поздрав до незе, а ова е слика од видеозаписот за песната Пепел и мрак, која снимивме токму за представата на Весна, која ќе биде утре во Македонскиот народен театар. Да, ете уште нешто убаво да се потсетиме, да јавиме дека убаво нешто ни се случува. Еве оваа соработката од неодама со ДНК. Да, ова е со ДНК, со Панчо, со моето хармониче, со кој имам почнато да свирам на 6 годишна возраст и да го употребивме во видео спотот, каде што и ти беше исто така дел од видео спотот и ми е особено драго бидејќи Чаршија е веќе голем хит низ Македонија. Ете така. Убав и наслов имаше Чаршија, еве со еден од настапите со Џамбо Агушев. Имавме 2 концерти во Франција, неколку настани, мини настани тука и продолжуваме во наредната 2025 година. Имаме најава за концерти. 31 каде ќе ги развеселувате? 31 денски ќе бидеме во ресторан Ив. За вечерта одлучив да не настапам. И после не знам колку години ќе се случи да сум слободен. И така решив. Зошто некако издоминираа денските прослави, а вечерните како и да сите одлучуваат да се дома?
Мене, ако треба јас да одговорам искрено, мене ми се многу поубави денските, бидејќи веќе ми е испланирано да одмарам вечерта на 31. Така да, одлично ми е денски да се забавувам, да си поминам одлично и Значи ресторан Ив, 31 кисела вода, денски да. Комши, Мишел доаѓа. Тука, значи Верче ќе биде тамо. дефинитивно така, 31 рековме вечерта ќе одмараме, цела година свириме, работиме, мислам дека на 31. Но почетокот верувам веќе е букиран. Почнавме веќе февруари, а рековме дека ќе одмараме, дека нема да договараме многу датуми. Нема одмор, 2025-та да е најубава и највесела. Добро, да, најавувам и големи настани 2025-та, веќе сум поканет во Будимпешта во еден од најголемите џез клубови да настапам заедно со мојот бенд, така да ќе отвориме годината на концертот на Раде Шербеджија и уште многу новости, ќе објавам нов албум. Направивме и Gypsy Band со Јана, треба да го промовираме и мислам дека ќе имаме настани. Тука настани. сме за сите промоции како Канал 5 и Здрава Македонија, а ти посакуваме интернационална кариера. Ви благодарам. Нека биде Македонија само почетна точка за се она што ќе се случи. Ви благодарам, само нека има новости и ќе ги споделуваме тука во вашата емисија дефинитивно. Убаво. Ајде од Рижа да ги замолам и од нашата гостинка госпоѓа Висна да погледнеме фотографии кои што таа ги издвои, сака да ги сподели со нашите гледачи. Висна? Ова ми е мислам дека едно од најранните фотографии од самите почетоци, кога првпат, можеби првпат си имам качено на пиедестал или некаде меѓу првите. Така? Кога да, секој пат се памета тие први некои достигнувања, остварувања. Ми дојде интересно, ги имав заборавено и сега ти кога ми кажа дај најди ми некои фотографии, ми текна, се навратив наназад на многу настани, на многу трки, викам на почетоците, ми ги врати спомените. Така што да, тие се... Тука се сеќаваш на девојчиња кои што беа со тебе? Да, двете се од Прилеп девојчиња. Мислам сега се девојки. Да. Возрастни. Едната исто мислам и двете се атлетичарки, сега одамна веќе не се со атлетиката, не се активни, меѓутоа сме останале така, ете, другарски, да, непосреден контакт. Па денеска посебно со социјалните медии е многу полесно, да, многу полесно. Ова е од доделување на атлетичари на годината од Атлетска федерација на Македонија. Мислам дека 2019-та бев една од прогласените најуспешни атлетичарки за таа година. И така, ете, една од поддрагите, бидејќи долго време, посебно ние атлетичарките на долги пати ќе бевме изоставени од оваа конкуренција за најуспешни атлетичарки, така што ова е една позитивна промена во таа насока и така ми беше драго. Ова ја издвои затоа што е поинтересна целата позадина. Сликане, за овие денови делува така празнично. Во Берлин е сликана, не знам, можеби повеќе од 5-6 години. На некои од тие нивни карневали. Јас бев тогаш таму конкретно за берлинскиот маратон, за таа трка, меѓутоа нели секогаш имаме прилика и да прошетаме. Добро, берлинската трка и маратон е на картата на маратони една посакувана дестинација кога станува збор за атлетиката. Да, точно. Тие се едни од најпосакуваните дестинации, од европските, ако ги издвоиме, тука се и Милано, Лондон маратон, кој што влегува во оние 6 Истанбулскиот? Како? А Истанбулскиот? Истанбулскиот, да, исто така. Имав прилика и на него да учествувам. Не учествував на целиот маратон. Таа година не бев подготвена, меѓутоа во склоп на самиот маратон секогаш има и полумаратон, односно таму е 15 километарска трка. На таа трка учествував, ама бидејќи бев гостинка како елитен атлетичар, така што турците се секогаш прекрасни домакини. Морам да Колку е време потребно да се подготви еден маратон? Па јас бидејќи се подготвувам константно, не можам да кажам дека мене ми требале толку, меѓутоа посебно за почетници, барем 3-4 месеци е добро пред маратон. Значи зборуваме за маратон од 42 километра за тоа, бидејќи често го мешаат, секоја трка ја нарекуваат денеска маратон, нели, луѓе кои што се по неупатени во тоа. Меѓутоа
потребна добра подготовка. Има луѓе кои што се поекстравагантни, сакаат да докажат, па често има и такви кладби. Јас без подготовка, меѓутоа тоа е многу штетно за телото, мислам буквално после тоа ќе се распаднете, да не кажам. Така што потребна е подготовка. Добро, одиме со следната фотографија. Ова е од градски стадион, трка на државно првенство, ова мислам дека трка на 1500 метри. И драго ми е, мислам секогаш ми е драг градски стадион, јас секогаш велам јас израснав на градскиот стадион и ми е необично кога некој ќе каже леле на градски стадион. А мене ми е како веројатно како на вас студиото тука што вие не ви е невообичаено да се појавите, иако веќе подолго време сум сега претежно на кеј, посебно со маратоните и помалку поминувам време на градскиот стадион. Ама тоа се, знаете, кога ќе растете со нешто, тоа станува дом, да, дел од вас како дом, како втор дом. Така што секогаш е задоволство. Ова е на стартот на трката и драго ми е така ете што повеќе имаме и женски атлетичарки што се развива спортот и што конкретно еве и оваа година и на долгите патики на Скопски маратон и женската трка тука би ја споменала, придонесовме да дојде на едно ниво да има дури да има мал проценти повеќе во некои дисциплини жени од мажи. Мислам дека тоа го наметнавме ние со долга работа. Баш и со овие трки, со женската трка почнуваат да сваќаат и жените дека па можеме нели да ги поделиме обврските заедно, дали со сопруг, со партнер, во семејството, бидејќи добре кога си здрав и да следи својата пасија. Да си здрав, среќен, тогаш и целото семејство е, мислам дека среќно. Уште една фотографија на градски стадион од друга перспектива каде што веќе се подготвувам за тренинг, ова е предтренинг сесија. И исто ми е интересна комбинација затоа што е во многу шарени бои. Тартан патеката, тогаш уште беше понова. Ова е на предстартот на Копенхажкиот полумаратон на светското првенство. Уште од 2014 ете кажав дека ти ме потсети вака кога се навраќав наназад, ме потсети дека и на ова светско првенство имам настапувано, па ете си ги најдов тие постари фотографии. Ова е, мислам дека ден пред стартот, кога уште гледате се подготвува стартната линија и е секогаш интересно да се помине ние бидејќи се подготвуваме и психолошки се подготвуваме, не само физички пред стартот, па да го видите како изгледа. Има и трема, морам да признам. Меѓутоа секогаш е задоволство. Ова е еден од каналите во Копенхаген на самата таа прошетка. Наликува на Холандија. Да, наликува. Тие европски градови, сега што имаме европските градови, дури ми налекуваат еден на друг, како сте биле во еден, сте биле во сите, ама секогаш и народот е различен, перцепцијата е различна, секогаш е убаво искуство да се види надвор. Мислам дека ние посебно преку спортот многу подобро ги доживуваме и луѓето и концептот и местата кои што ги посетуваме. Така, ево тука од Балканот, Србија. Да, ова од Балканот, Балканско првенство во маратон и ова ми е особено драга затоа што тука бевме екипно, јас и Адријана Попарсова, атлетичарката, тука бевме екипно, освоивме второ место како репрезентација на Република Македонија и затоа ми е особено драго што освоивме висок пиедестал, бидејќи ретко нели во Македонија ние сакаме да си ги славиме победите. За жал, многу ми е жал што атлетиката не е толку популарна, да речеме, како што се фудбалот и кошарката или ракометот, па доколку ова беше во некој од тие екипни спортови, веројатно ќе беше многу поприфатено и популарно. Ние останавме помалку забележани, меѓутоа сепак е подеднакво важен успех да се биде втор на Балканско првенство. Е огромен успех. Мислам, не само индивидуален за нас, туку и за Република Македонија, како цела нација. Спортот е сега како наш амбасадор, како и музиката. Така, ја представуваме државата, ја представуваме
Македонија, така што ете тоа ми е огромно задоволство. Има ли некое достигнување кое што и надвор од Европа си сакала да учествуваш, меѓутоа и те околностите едноставно не му било времето како што се вели? Да, секогаш ќе ми остане за жал тоа дека не успеав на Олимписките игри да отидам. Имав, мислам, нека потенцијал некаде за 2016 во Рио, меѓутоа ете можеби некој јас ќе кажам нефер однесување на тогашната атлетска федерација да не ги приоритизира долгите патеки, ете ме оставија зад тоа, меѓутоа ете не знам ќе видиме понатаму, можеби ете работа моментално нели како атлетски тренер, па секогаш велам тоа сега сакам да кажам, можеби во различни улоги имате прилика да бидете дел од Олимписките игри. Така да не кревам раце јас од тоа и од таа желба неостварена. Така, Мишел најави многу проекти, но ете која би била твојата нека можеби како порака за овие празници, што би посакал за останатите луѓе? Прво здравје. Така. Тоа ни е најнеопходно, здравје и убави луѓе околу себе, позитивни луѓе околу себе и на сите оние им посакувам успех да си ги пронајдат оние вистински личности во животот кои ќе им бидат мотивација, поддршка и инспирација и поддршка во она кој го работат, сакаат и потрошиле време во животот. Така, докторка, што би сакале вие да се подобри во вашата бранша? Дали може би ете некоја размена, соработка со околината, повеќе да патувате, да си разменувате искуства? Да, па што се однесува до професијата, нормално дека, мислам, потребно е, како за мене, а посебно за младите, да постои таква, да им се овозможи можност да патуваат, да се едуцираат во странство, да се сменат, да прават смени на искуство и нормално да донесат кај нас нови техники и ново знаење. Тоа, мислам, е така. Мојата желба за помладите, да речем специјализантите, млади доктори. За мене лично нешто посебно, патувањата професионални, секогаш сум ги одела во сопствен аранжман, претпоставам дека и понатака ќе продолжам во приватна режија. Тоа, така. Вие сте секако ни кажат дека и се надевам дека и во атлетиката ќе се сменат работите. Ви благодарам многу што бевте ова утро дел од Здрава Македонија и дека убаво заеднички си поразговаравме, споделивме сето она кое што го очекувате во новата и убаво ќе ја заокружите старата година. Посакуваме многу успех и да се гледаме за убави работи.